Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објави јавниот повик за прибирање барања за финансиска поддршка за мали производители на вино. Минатата година оваа мерка дала одлични резултати и предизвикала голем интерес кај корисниците, поради што годинава се проширува и за помош на микропроизводители на ракија. Поддршката можат да ја добијат субјекти, односно правни и физички лица, кои се регистрирани како производители на вино и жестоки пијалоци или пак како мали дестилерии. Вкупниот износ на планираните средства за поддршката изнесува 15 милиони денари, а со ребалансот на буџетот на Министерството може да се зголеми до 35 милиони денари. Како корисници на оваа програма се јавуваат земјоделски стопанства кои се запишени во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, регистрирани како производители на вино со капацитет до 50.000 литри годишно, тоа се мали семејни винарии, и земјоделски стопанства запишени во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистрирани во електронскиот регистар во Царинската управа како земјоделци, мали производители на жестоки алкохолни пијалоци или се регистрирани како мали дистилерии согласно правилникот за начинот на одначување со акциза на алкохол и алкохолни пијалоци и титунски производи, односно да бидат евидентирани како акцизни обврзници во Царинската управа. Висината на финансиската поддршка по корисник за производители на вино изнесува 10.000 евра во нето износ, при што 90% од парите можат да се наменат за набавка на опрема, а 10% за ангажирање стручен технолог за производство на вино. Поддршката за производителите на ракија и малите дестилерии изнесува 5.000 евра во нето износ, а распределбата на трошоците е како кај виното за опрема и за технолог. Предвидените средства во оваа програма еднакво се распределуваат за двата јавни повици, односно едниот е јавен повик за прибирање на барање за финансиска поддршка за микроземјоделски производители на вино, а другиот е јавен повик за прибирање на барање за финансиска поддршка за микроземјоделски производители на ракија. Доколку искористеноста на средствата кај едниот повик не е целосна, може тој дел од средствата да биде пренесен во другиот јавен повик со цел на реализирање на повеќе пристигнати барања. Од критериуми за учество, заинтересираните апликанти потребно е да поднесат барање до Министерството за користење на неповратна финансиска поддршка од оваа програма. Еден корисник може да аплицира со едно барање во рамки на оваа програма, при тоа исполнувајќи ги условите наведени во повикот во зависност од тоа дали е физичко или правно лице. Одобрените средства се исплаќаат авансно по склучен договор на Министерството со корисникот. Корисниците по исплата на грантот треба да извршат набавката на опремата за производство на вино или жесток алкохолен пијалок согласно рокот утврден во договорот. Корисникот во рок од 45 дена по набавката и подпишувањето на договорот треба да достави извештај за реализација на набавката предмет на договорот. Комисијата врши контрола и проверка на доставените извештаи од корисниците и во рок од 3 месеци доставува записник за извршената проверка. Корисниците добитници на грант поддршка со оваа програма, набавената опрема не смеат да ја оттуѓат во период од 5 години од денот на нејзината набавка. Јавниот повик за прибирање понуди за добивање поддршка за производство на вино и жестоки пијалоци, односно мали дестилерии, е објавен на веб страницата на Министерството за земјоделство. Рокот за пријавување на заинтересираните лица е до крајот на март. Локалната самоуправа на Кочани планира годинава да потроши близу 2,5 милиони денари за изградба на подпорни ѕидови на повеќе улици во градот и населените места. Дел од нив биле предвидени во годишната програма за реализација на помошни инфраструктурни објекти. Планираната сума за изградба на подпорните ѕидови е зголемена за околу 1/3 во споредба со износот од минатата година. Во општинската администрација при изградбата на ѕидовите ќе ги земаат предвид и барањата на жителите од одделни населби или улици, каде се неопходни активности за изградба на нови или пак санација на постојните подпорни ѕидови. Тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи е веќе објавена, а крајниот рок за пријавување на заинтересираните изведувачи е до 21 март. Во проектната документација, што е дел од постапката, се посочени и детали и активности што избраната фирма треба да ги преземе за реализација на планираната годишна програма. Изградбата на ѕидовите ќе се реализира сукцесивно во текот на годината, според потребите и планирањата во реализација на годишната програма за овој вид инвестиции.
Локалната самоуправа на Виница реализира постапка за набавка на електрична енергија за наредниот 12-месечен период. За оваа намена планира да потроши околу 7 милиони и 800 илјади денари. Според анализата од досегашната потрошувачка, се проценува дека во наредниот едногодишен период би биле потребни околу 515 мегават часови струја, при што во скапата тарифа се планирани 215, а во ефтината 300 мегават часови. Во списокот на електрични броила за кои што потрошената струја се плаќа од општинскиот буџет, влегуваат нешто повеќе од 170 мерни места. При тоа станува збор за потрошувачки места за јавно осветлување во градот и селата. Со оглед на актуелните цени на 1 мегават час електрична енергија на пазарот, крајната сума што ќе се плати ќе зависи од потрошувачката. Рокот на јавниот повик за избор на снабдувач со електрична енергија веќе тече, а пријавувањето на заинтересираните фирми е до 28 март. Според проценката на техничката спецификација во набавката, најголем дел од средствата за набавка на струја се наменети за јавното осветлување. При тоа, поголема потрошувачка е планирана за периодот во есенските и зимските месеци. Училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри организираше ликовна изложба на која се представија младите творци кои го посетуваат и ги откриваат тајните на уметноста. Под називот "Подари цртеж во замена за цвеќе", изложбата беше посветена на празникот на жената 8 март. Учениците своите творби ги изложија на плочникот пред Центарот за култура. Од училиштето истакнаа дека се работи за традиционална активност, што во изминатите години се организира како внимание кон жената, мајка и сопруга, но и творец, работник и активен чинител во општествената заедница. Цртежот со тематика цвеќе, некаде тематика мртва природа, во подарувањето да дадеме знаки на ликовната уметност, дека и преку ликовна уметност може да го празнуваме и да го посветиме тој поклон на жената и мајката, бабата, сопругата и така натаму. Значи, овој ден е, како што кажав, значаен како за учениците, така и за припадничките на понежниот пол. Им го честитам овој празник. Значи, позади мене се изложени пред платото на Центарот за култура Бели Мугри 30 на цртежи, кои што 32 поточно, кои што се од учениците, изработени од учениците во најразлични техники, застапувајќи најмногу акварелна техника. Програмата што туку започна со овој настан на училиштето за цртање и сликање на ликовно-галериската дејност, се надевам во овие месеци што предстојат од оваа година ќе имаме исполнита и убава програма во делот на ликовно-галериската дејност. Во рамки на изложбата, на сите ученици кои учествуваа со своји дела им беа доделени признанија. Во моментот, училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри го посетуваат 30 млади на различна возраст, односно од ученици кои го почнуваат основното образование до постари тинејџери. Библиотеката Искра и литературниот клуб Копнеш ја организираа традиционалната поетска средба по повод Денот на жената. Членовите на клубот се представија со сопствена поезија посветена на жените, во знак на благодарност за нивниот придонес во секојдневното живење. На настанот учествуваа повозрасните членови, а од библиотеката Искра, во чиј состав работи и литературниот клуб, истакнаа дека целта е во наредниот период да се интензивира соработката и со помладите автори на поезија и проза, кои можат да се вклучат во редовните активности. Одбележувањето на Денот на жената е една од нив, што се реализира во изминатите години. Да покажем уште еднаш дека жената е изедначена со мажот. Нема машки и женски работи, него таа се наоѓа во сите бранши. Така да со поголемо внимание и со поголемо почитување треба да се приоѓа на секоја жена. По учествувањето на празникот на жената, литературниот клуб Копнеш ќе ги започне и подготовките за организирање на поетскиот фестивал Мајски цвет, што и годинава ќе има регионален карактер.